Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Продолжуваме со обработка на третата глава од посланието до Ефесјаните. Во неа, црквата е опишана како Божја тајна. Претходниот пат стигнавме до стих 13, така што денес ќе продолжиме со читање и обработка на стиховите 14 до 21. Во првата глава Павле го објасни Божиот план за спасение и потоа се помоли за ефесјаните да можат да го разберат и живеат тоа што им го кажа. Сега, во третата глава тој повторно се моли за нив. Ке го прочитам стих 14. Затоа ги преклонувам колената своји пред Отецот на нашиот Господ Исус Христос. Павле вели, затоа ги преклонувам колената своји. Нормално е човек да праша, на што се однесува зборот затоа? Секогаш кога ќе го прочитате зборот затоа во Библијата, треба да знаете дека тоа е еден вид мост помеѓу тоа што сте го прочитале и тоа што допрова следува. Павле се моли за ефесјаните врз основа на нештата кои им ги објасни во првите 13 стихови од оваа глава. Апостолот вели, затоа ги преклонувам колената своји пред Отецот на нашиот Господ Исус Христос. Има неколку нешта во овој стих на кои сакам да обрнеме внимание. Кога размислувавме за молитвата во првата глава, спомнав дека апостолот Павле беше човек со активен молитвен живот. Кога размислуваме за него, често се сеќаваме на неговата пасторска, проповедничка и апостолска служба, но ретко на неговите застапнички молитви. Сепак, Павле беше човек кој редовно се молеше и посланијата се добар доказ за тоа. Оваа молитва открива уште нешто во однос на молитвениот живот на Павле. Имено, ни го открива начинот на кој апостолот често се молеше. Тој вели, ги преклонувам колената своји пред Отецот на нашиот Господ Исус Христос. Со други зборови, Павле се молеше на колена. Не велам дека тоа е единствениот правилен начин на кој треба да се молиме, но сметам дека молитвата на колена е појава која се поретко ја гледаме во црквите. Еден од најблагословените молитвени собири на кои сум присуствувал се случи веднаш откако завршив теолошки факултет. Една црква одлучи да ме вработи како пастор и една од моите одговорности беше да ги водам молитвените собири. За време на првиот молитвен собир им реков на луѓето да ги спуштиме нашите глави и да му се помолиме на Бог. Ги затворив очите и одеднаш слушнав некој чуден звук кој доаѓаше од сите страни. За момент си помислив дека верниците станаа од клупите и си заминаа. Ги отворив очите да видам што се случува и бев шокиран. Луѓето клечеа да се молат. На тој начин сакаа да му покажат чест на Бог и преку положбата на своите тела да покажат дека му се подчинети нему и дека доаѓаат пред него со понизност. Поминаа неколку децении од тој момент, но се уште го памтам и ми предизвикува радост. Немојте да ме разберете погрешно. Не велам дека молитвениот состанок во таа црква беше добар само зашто луѓето клекнаа за време на молитвата. Тоа што сакам да го кажам е дека ми се допаѓа таквиот став пред Бог. Мислам дека во некои од црквите денес луѓето се премногу опуштени за време на молитва. Гледаат во своите часовници или телефони, а некогаш и ги мрзи да станат за време на молитвата. Време е да покажеме повеќе чест кон Бог за време на молитвата и славење, бидејќи тој е достоен за тоа. Павле вели дека кога се моли за ефесјаните, тој клекнува на колена. Моje лично мислење е дека таквата положба на телото им помага на верниците во нивните молитви, бидејќи ги подсетува дека доаѓаат пред Бог кој е голем и величествен. Не инсистирам дека таквата положба на телото е најдобра, но со оглед на тоа што апостолот Павле се молеше на колена, мислам дека тоа треба да не замисли. Сетете се дека во Евангелијата пишува дека Исус се молеше на колена додека беше во Гецеманската градина. Дури пишува дека тој падна со лицето до земјата. Подготвени ли сме да се понизиме пред Бог на тој начин? И не само тоа, туку Павле вели дека се моли на Бог Отецот на нашиот Господ Исус Христос. Се надевам дека нема да ми замерите што се обидувам да одам во детали, но ова е многу важно, бидејќи ни објаснува уште еден аспект од молитвениот живот на Павле. Тој се молеше на Отецот
во името на Господ Исус Христос. Некој можеби ќе праша зошто е тоа важно? Важно е, бидејќи се совпаѓа со зборовите на Господ Исус Христос во однос на молитвата. Слушнете што вели во Јован 16:23. Вистина ви велам, што и да посакате од Отецот во мое име, ќе ви даде. Апостолите беа со Господ Исус Христос 3 години и мислам дека често се однесуваа како група мали деца. Не можам да тврдам со сигурност, но предпоставувам дека често барале од него да им даде нешто. Затоа Исус вели, ќе ве напуштам и нема да можете да барате ништо од мене. Но што и да побарате од Отецот во мое име, ќе ви биде дадено. Некој ќе рече, што значи тоа? Тоа значи дека Господ Исус Христос е нашиот посредник кој ни го обезбеди спасението. Но тој исто така и нашиот посредник кој ги пренесува нашите молитви до Отецот. Затоа треба да се молиме во Неговото име. Христос е единствениот кој може да ги пренесе нашите молитви пред Бог, Таткото. Мислам дека треба да бидеме внимателни како се молиме. Една честа грешка која ја забележувам кај некои христијани за време на молитвата е тоа што повторуваат едни исти зборови пред Господ. Например, се молат за нешто и по некоја минута повторно ќе го спомнат тоа во молитвата. Неодамна бев на христијанска конференција и за време на програмата организаторите повика еден брат да се моли за мене. Човекот почна да се моли и по некоја време забележав дека го повтори тоа што го побара на почетокот од молитвата. Си реков, нема потреба да го прави тоа. Сигурен сум дека Господ го слушна и првиот пат. По една минута го повтори своето барање и по трет пат и тогаш си помислив, зошто ги повторува овие нешта? Зарем не знае дека Господ Бог не заборава? Во проповедта на гората Господ Исус вели дека за време на молитвата незнабожците користат многу зборови, бидејќи мислат дека Бог ќе ги услиши само поради тоа. Не велам дека долгите молитви сами по себе се лоши, но ако една молитва е долга само зашто во неа се повторуваат истите нешта, сметам дека во неа нема многу длабочина. Од друга страна, не велам дека кога доаѓаме кај Бог треба да бидеме премногу формални. Тоа е некоја друга крајност од која исто така треба да се пазиме. Не сакам да поставувам правила и принципи за молитвата, но врз основа на тоа што го читам во писмото, можам да кажам дека кога му се молиме на Бог, треба да му пристапиме како на татко, бидејќи тој е нашиот небесен татко. Не доаѓаме пред нашите татковци со зборови кои се повторуваат или формално. Уште една особина на молитвите на Павле во ова послание е тоа што тие се кратки. Истото може да се каже и за неговата молитва запишана во 4 глава од посланието до Филипјаните. Сите молитви на Павле запишани во Новиот Завет се релативно кратки. Да ве потсетам на зборовите на Господ Исус Христос во однос на користењето многу зборови за време на молитвата. Во Матеј 6:7 пишува: Кога се молите, не говорете многу како незнабожците, зашто тие мислат дека за своите многубројни зборови ќе бидат услишени. Голем дел од молитвите запишани во Библијата се кратки. Молитвата на Мојсеј за Израел е опфатена во само 3 стихови. Кога пророкот Илија беше на планината Кармил, тој се помоли со само 2-3 реченици. Слушнете што пише во Прво Цареви 18, 36 и 37. Господи, Боже Аврамов, Исаков и Израелов. Чуј ме, Господи, чуј ме денес во огнот. Нека познаат денес овие луѓе дека си ти единствениот Бог во Израел и дека јас сум твој слуга и дека извршив се според твоето слово. Чуј ме, Господи, чуј. Нека познае овој народ дека ти, Господи, си Бог и ти ќе го свртиш срцето нивно. Да бев јас на негово место, мислам дека ќе се молев малку подолго. Или, земете ја за пример молитвата на Господ Исус Христос запишана во Јован глава 17. Ако ја прочитате, ќе забележите дека трае околу 3 минути. Тоа е доста кратка молитва, а сепак се однесува за црквата и целата нејзина иднина. Пред некое време водев една радиопрограма, а дел од програмата беше и можноста да се поставуваат прашања на служителите. Едно од прашањата кои ги поставив беше следното: која е најкратката молитва запишана во Библијата?
Првата недела не добив никаков одговор. Втората недела не добив одговор. А во третата недела го добив точниот одговор преку порака. Знаете која е најкратката молитва во Библијата? Молитвата на апостол Петар, кога во Матеј 14:30 вели: Господе, спаси ме! Тоа се случи кога Петар почна да оди по вода и потоа пропадна во водата поради неговото неверие. Таа молитва не само што беше кратка, туку и веднаш беше услишана. Ако Петар се молеше како некои христијани кои почнуваат со Господе семоќен, ти си се присутен, ти знаеш се, сигурно ќе се удавеше. Наместо тоа, Петар беше многу директен, а мислам дека и молитвите на Павле беа такви. Ке го прочитам стих 15. Од кого се именува секој род на небесата и на земјата. Бог е оне кој ги создаде небото и земјата и се што живее во нив. Павле ги подсетува христијаните во Ефес дека Бог, во кого веруваат, е создателот на се што постои. Тој е оне кој ги спаси, тој е нивниот небесен Отец и нивниот заштитник. Ако Бог создаде се што постои, ако Бог им го даде спасението, зарем нема да им даде и се друго што им е потребно? А што им беше потребно на ефесјаните? Истото што ни е потребно и нам. Стих 16. Да ви даде, по богатството на својата слава, сила да се утврдите преку неговиот дух во внатрешниот човек. Колку силна и длабока молитва. Желбата на Павле за ефесјаните е тие да се утврдат со сила во внатрешниот човек. Во дел од денешните цркви ќе слушнете сосема поинакви потреби, кои се насочени кон надворешниот човек, односно кон физичките потреби на луѓето. Не дека тие не се важни. Самиот Павле се молеше Бог да му го отстрани трнот од телото, но сепак сметам дека молитвите за внатрешниот човек, односно за нашето срце, нашите мисли, нашите чувства се многу поважни. Во стихот што го прочитавме, Павле повторно зборува за богатството на Божјата слава. Кога Бог ги одговара нашите молитви и не благословува со тоа што го бараме, изворот на тие благослови е богатството на неговата слава. Тоа богатство на неговата слава, за кое пишува Павле, никогаш не се троши. Сакам да го запамтите тоа. Немојте да мислите дека Бог има ограничени ресурси. Молитвата на апостолот е верниците во Ефес преку Светиот Дух да се утврдат со сила во внатрешниот човек. Христијаните имаат физичка природа, но исто така и духовна. Штета е кога се молиме за нашите физички потреби, а ги занемаруваме духовните. Всушност, тоа го правиме на своја штета. Затоа, сакам да ве предизвикам да почнете да се молите за внатрешниот човек, за да пораснете во верата, радоста, за Бог да ви даде мир, да ви помогне да се гледате себе си, а и другите со неговите очи и слично. Слушнете го второто барање на Павле за ефесјаните. И преку верата Христос да се всели во срцата ваши. Апостолот се моли за Христос да се всели во нивните срца. Тоа значи да го живеат животот онака како што сака Христос. Во Јован 14:20 Христос вели: Вие во мене и јас во вас. Во Галатјаните 2:20 Павле вели: Христос живее во мене. Најважната фраза во ова послание е составена од зборовите во Христос. Апостолот им дава до знаење на ефесјаните дека тие се во Христос, а и дека Христос е во нив. Сето ова има практична примена за христијаните. Затоа, во 2 Коринтијаните 13:5 апостолот Павле пишува: Не сте свесни дека Исус Христос е во вас? Во Евангелието според Јован, Исус вели: Јас сум лозата, а вие прачките. И кој е во мене, и јас во него, тој ќе даде многу плод, зашто без мене не можете да направите ништо. Ако му дозволиме на Христос да живее во нас, ќе даваме плод кој ќе служи за слава на Отецот. Третото барање на Павле е во следниот стих. Да вкоренети и утврдени во љубовта, да можете да разбирате со сите светии што е ширина и должина, што е длабочина и височина, и да ја осознаете Христовата љубов што го надминува секое знаење, за да се исполните со сета полнота Божја.
Зборот вкоренети се однесува на ботаниката, односно на животот. Зборот утврдени се однесува на архитектурата, односно стабилноста. Тоа беше желбата на Павле за ефесјаните, да бидат утврдени и вкоренети во Божјата љубов и во сето тоа да бидат исполнети со Божјата полнота. Кога последен пат сте се молеле за вашите пријатели на овој начин? Кога последен пат сте се молеле за себе на овој начин? Предпоставувам дека забележувате, но молитвите на Павле во посланијата се добар пример за тоа како ние можеме да се молиме за себе и за луѓето кои ги познаваме. Така што, ако некогаш не знаете како да се молите за другите, слободно користете ги молитвите на Павле. Единствениот кој може да им помогне на верниците да ја доживеат ширината, должината, длабочината и височината на Божјата љубов е Светиот Дух. Стихови 20 и 21. А на оној, кој според силата што во нас дејствува, може да изврши изобилно се што ќе побараме или помислиме. Нему нека е слава во црквата преку Исус Христос во сите родови и за сите векови. Амин. Ова е уште една доксологија, односно славопој за Божјата големина. Со неа Павле ја завршува својата молитва, а со тоа завршува првиот од двата дела на посланието до Ефесјаните. Како што ви кажав во првата епизода посветена на ова послание, истото може да се подели на два дела. Првите 3 глави се теоретскиот дел, а вторите 3 се практичниот дел од посланието. Значи, со овие зборови го завршуваме теоретскиот дел и од следното проучување ќе размислуваме за практичните примени кои произлегуваат од се што кажавме досега. До тогаш, Бог нека ве благослови изобилно. Слушнавте емисија од програмата Ни Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на сите познати подкаст платформи, како што се Google, Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите програми, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nissvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо Македонија на Facebook и Instagram. Емисиите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.